Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. И годинава ќе продолжат акциите за чистење мрежи духови од езерото. Советот за развој на југозападниот плански регион ги утврди приоритетните проекти за годинава. На следното рочиште против Мерко, судот ќе ги спроведе сведоците со полициска асистенција. Јавен повик за субвенционирање на општински линиски превоз на патници во Охрид и заеднички со општина Дебрца. Јужнокорејски борбени авиони по грешка фрлиле бомби во населена област. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро и се уште студено време. Во петок на Пиринејскиот полуостров, крајните западни предели на Европа и на Британските острови, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок, кој што ќе условува претежно сончево и надпросечно топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од месец март. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 22 степени. Во Македонија во петок по студеното утро со утрински температури кои што ќе бидат во благ пораст и ќе се движат во интервал од -4 до 4 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 23 степени. Во Охрид во петок по свежото утро во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во недела и понеделник ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки.
Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. И годинава ќе продолжат акциите за отстранување на напуштените или изгубени риболовни мрежи од Охридското езеро. Редовното чистење на овие така наречени мрежи духови е од огромно значење за зачувување на уникатниот екосистем на езерото. Јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид во соработка со Нуркачкиот центар Амфора и меѓународната фондација Healthy Seas и годинава ќе продолжи со акции за чистење на Охридското езеро од мрежи духови. Овие напуштени или изгубени риболовни мрежи представуваат значителна закана по екосистемот на езерото, кој е под голем притисок од загадување и човеково влијание. Во последниве години беа иницирани акции за решавање на проблемот со мрежите духови. Во 2017 година беа извадени импозантни 14 километри мрежи, во 2023 се извадени околу 2 километри, а последната нуркачка акција беше спроведена во октомври минатата година. Беа извадени 85 мрежи токму од природните рибни плодишта на Охридската пастрмка, со што резултира повторно враќање на матиците, на единките кои се репродуктивно спремни за природниот мрез на Охридската пастрмка, да може да ги користат истите локалитети кои вековно биле нивни. Оваа активност од минатата година ќе се трудиме да стане традиционална. Планирани се активности од истиот аспект и за оваа година, и тоа со двојно финансирање. Од една страна преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку програмата за финансиска поддршка на рибарството и аквакултурата, а од друга страна и нашите партнери Healthy Seas, меѓународната фондација, која што ни беше партнер 2023 година. Отстранувањето на мрежите духови од природните плодишта на Охридската пастрмка и Белвица нуркачите го вршат со софистицирана опрема на длабочина од 5 до 70 метри. Редовните акции за чистење се клучни за спречување на акумулацијата на овие мрежи. Имајќи во предвид дека треба почесто такви акции да се прават, ние се вклучивме заедно со меѓународната организација, Хидробиолошки завод и сите оние кои помогнаа за да се изведи оваа акција. Секоја година
имаме вадење подел на на рибарски мрежи, но сепак за еден пообемен проект, пошто сведоци сме дека постојат се уште мрежи духови, за пообемен проект треба сигурно добро финансирање и подолго време работа. Значи, ние ги детектираме прво, мрежите на кој дел се, на која длабочина, колку мрежи се во прашање и посебно со посебна опрема за вадење на тие мрежи, лифтови под вода, бови и други работи ги вадиме на површина. Најприсутни се мрежи со димензии на окца за ловење белбица и пастрмка кои се комерцијално најатрактивни за лов, а ги има и оние за краб, но во нив се заплеткува се што ќе помине покрај нив и низ нив, од риби, краби, ракови, птици како мал корморан и норкач, па се до отпад што ги прави сериозен проблем за езерскиот екосистем. Независно колкави се напорите на македонска страна за заштита на кревкиот екосистем, успех може да се постигне само доколку такви мерки се спроведуваат билатерално, односно и на албанскиот дел од езерото. За мрежите духови ништо не е направено од таа страна, а проблемот е двоен. Значи секаде ги има. Може би заради циркулацијата на водните струења повеќе се акумулираат на наша страна заради субстратот, повеќе каменен субстрат има на источната и југоисточната обала, но од друга страна се она што би требало да се спроведе како активност за заштита, не само на пастрмските видови, туку и на целиот рибен фонд од Охридското езеро, потребно е да се превземат билатерални активности и мерки. Отстранувањето на мрежите духови е само еден чекор кон зачувување на уникатниот екосистем на езерото. Потребни се и континуирани напори за едукација на рибарите и на локалната заедница за штетните ефекти од овие мрежи. Советот за развој на југозападниот плански регион на својата 14-та редовна седница ја утврди и усвои листата на приоритетни регионални проекти за 2025 година. Советот за развој на југозападниот плански регион ја одржа 14-тата седница на која членовите градоначалници на општините од регионот беа информирани за реализацијата на проектите и активностите на Центарот за развој на југозападниот плански регион во изминатата 2024 година. На седницата со која председаваше градоначалникот на Македонски Брод Жарко Ристески, на дневен ред беа точките за финансискиот план на Центарот за развој за 2025 година, акцискиот план за 2025 годишниот извештај за реализација на програмата за развој, како и годишните сметки на Центарот и донаторските проекти. На седницата исто така се дискутираше и за проектите со кои Центарот за развој ќе аплицира во 2025 година по разни програми и приоритетната листа на регионални проекти за оваа година. Оваа година Центарот за развој на регионот ќе се фокусира на следните приоритети: јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија преку набавка на опрема, подобрена енергетска ефикасност, изработка на техничка документација за комунална мрежа, водоводи, канализациони мрежи и пречистителни станици во регионот, изведба на патна инфраструктура и обезбедување пристапност до туристички локалитети, други знаменитости, обработливи површини, развој на руралниот туризам, олеснување на пристапот до јавни објекти на лица со попреченост, изведба и уредување на јавни површини, паркови, кеови на реки, плоштади, пешачки, велосипедски, авантуристички патеки, решавање на проблемот со кучиња скитници, намалување на загадувањето на воздухот, водата и почвата, поддршка на општините и јавните комунални претпријатија во процесот на регионално менаџирање со комуналниот отпад, набавка на возила, опрема и лични средства за противпожарните единици во регионот, набавка на нагледни средства и опрема за кабинети и лаборатории во училиштата. Советот за развој на југозападниот плански регион е тело за усогласување и спроведување на политиката за развој и него го сочинуваат градоначалниците на единиците на локална самоуправа од регионот. Две судски рочишта против струшкиот градоначалник одложени. Се одржа едно за незаконско поставување на директор во основното училиште Браќа Миладиновци. Според судијата, неиздржани се причините за отсуство на сведоците. Затоа издадена е наредба на следното рочиште ќе бидат спроведени со полициска асистенција. Просветниот инспектор потврди дека назначената директорка не ги исполнувала условите од Законот за основно образование. Мерко повторно се изјасни за невин.
Еден имал куќна слава, на друг му почнала градежна сезона, трети мал обврски како менаџер на хотел. Ова се оправдувањата на сведоците поради кои денес повторно беше одложено судското рочиште против градоначалникот Мерко за незаконско поставување на директори во училишта. Единствениот сведок кој што се појави во судот стигна само до ходникот, а потоа исчезна. Судијата издаде наредба на следното рочиште да бидат донесени со асистенција на полиција. Сметам дека не е дозволиво и дека е исклучиво непочитување спрема судот да се пишуваат некои работи кои што не може да се смета за оправдана причина. Значи, како што слушнавме, еве, тоа што е напишано некако ствара сомнеш кај судот дека некој избегнува да се јави пред судот и од тие причини, доколку не сакаат по редовен пат, ќе мора за жал да користиме присилни механизми. Од 3 се одржа само едно рочиште за поставувањето директор во основното училиште Браќа Младиновци. Просветниот инспектор потврди дека назначената директорка не ги исполнувала условите од Законот за основно образование. Вете директорката Албена Жута не била од редот на вработените, како што налага законот, немала положен испит за директор, немала валиден сертификат за познавање на англиски јазик. За пропустите од направениот надзор беа известени сите институции, рече Виолета Ѓуклеска, просветен инспектор. Сведок беше и директорката која побара преведувач на албански јазик. Таа призна дека немала положен државен испит, но рече станала директорка по направени консултации со градоначалникот и тогашниот министер за образование. Основното јавно обвинителство струга го товари Струшкиот градоначалник за несовесно работење и незаконско поставување директори, а тој и денеска рече дека не се чувствува виновен. Јавен повик за субвенционирање на општински линиски превоз на патници во Охрид и заеднички со општина Дебрца. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид и за линиски превоз на патници кои заеднички го организираат општините Охрид и Дебрца. Предмет на јавниот повик е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти кои обавуваат линиски превоз на патници во услови на економска криза, односно овозможување одржливост на линискиот превоз преку доделување на субвенции за реализиран превоз на патници за 2024 година. Критериумите за учество на јавниот повик, начинот на пријавување на деловните субјекти кои обавуваат општински линиски превоз на патници на територијата на општина Охрид, како и превоз на патници што заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебрца, како и начинот на исплата на средствата се уредени во правилникот за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид, како и превозот на патници што заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебрца, составен дел на јавниот повик. Крајен рок за достава на барањата е 24 март до 13 часот. Дополнителни појаснувања во врска со објавениот повик може да се добијат лично во просториите на општина Охрид или писмено по електронски пат до секторот за комунални дејности, сообраќај и улици на следната имейл адреса: komunalen.razvoj@ohrid.gov.mk. Ни за културни настани по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Општина Охрид на 7 март петок со почеток во 20 часот на малата сцена во Центарот за култура Григор Прличев организира музичко-поетска вечер Мевлем. Пред музичко-поетскиот перформанс, по втор пат ќе биде отворена изложбата Жени во фокусот, во чии рамки ќе бидат изложени нови 12 фотографии од објективот на младата фотографка Нина Ангеловска. Фотографиите се нови 12 приказни на жени охриѓанки кои со својата работа се синоним за се она што значи жена. Секоја посебна, инспиративна и секоја на свој начин представува пример за храброст, пожртвуваност, истрајност, доследност и љубов во работата, семејството. Реализацијата на овие два настани е во соработка со Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените, информираат од општина Охрид. Исто така, во рамки на празничната програма ќе биде отворена и традиционалната изложба на дела од жени сликарки, организирана од Женски центар Бисера и изложбата на фотографии, фрагменти на таа што создава, подготвена од Фотоклуб Охрид. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.